20 часот време за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Започнуваме со кратка најава. Петнаесет микро, мали и средни предпријатија со иновативна идеја ќе добијат грант од 30.000 евра за нов бизнис или модернизирање на постоечкиот. Суди од Врховниот суд на Македонија ќе ги едуцираат студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Почнаа деновите на симулирано судење на правниот факултет. Со изложба за убавините на Чешка почна Штипското културно лето, најобемната летна културна манифестација на истокот. Започнуваме со вестите од национално значење. Имаме најави за втор мигрантски бран што се очекува во текот на ова лето, кој ќе биде сосема поинаков од искуствата кои ги имавме со првиот мигрантски бран. Овој бран е веќе тргнат и се чувствува во централно-медитеранскиот коридор, изјави претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при денешната посета на Министерството за внатрешни работи. Иванов појасни дека станува збор за втор бегалски бран кој тргнува од Египет, каде моментално се наоѓаат 5 милиони мигранти, додека на границите со Судан има 20 милиони потенцијални мигранти, но и поради состојбата во бегалските кампови во Либан и Турција. Имено денешната посета беше во склоп на посетите на институциите и надлежностите во справување со мигрантската криза, односно со сите оние кои што се вклучени во кризниот менеджмент во справување со сите предизвици кои ги имаме со мигрантскиот бран. Сите мерки се преземени. Од голема корист се полицајците од земјите членки на Европската унија и Балканскиот регион. Сите активности се синхронизирани. Нашиот кризен менеджмент дневно известува за сите обиди за влегување и отворање на Балканскиот регион, рече Иванов. Имено претседателот Иванов изјави загриженост поради исходот од референдумот во Британија. Морам да бидам искрен и да кажам дека со загриженост ја примивме пораката денес што се случи во Велика Британија. Пред се затоа што сите наши стратешки ориентации определби се кон Европската Унија. Но сега Европската Унија е во една нова реалност и нема никакво искуство со ваков настан. До сега не се случило такво нешто. Така што и тоа е и ново за нив. Ќе ги следиме сите настани, очекуваме дека ќе се пројави лидерство и храброст во носење на одлуки, затоа што ние постојано укажувавме дека ваквиот начин на носење на одлуки во Европската Унија не соодветствува на заканите и времето во кое живееме. Гледате, Европската Унија како да не може да се однесува, како што се вели тоа во жаргон на младата генерација, мултитаскинг. Не може во исто време да решава два проблеми. Се фокусира само на еден проблем, го реша, заборава другиот. Знаеме кога беше проблемот со еврозоната, целата енергија беше да се сочува Грција да не излезе од еврозона и да се спаси еврото. Кога почна состојбите во Украина, заборавија на Грција, сите се фокусира на Украина. Кога почна состојбата со мигрантите, сите ја заборавија Украина, се фокусира на мигрантите. Кога дојдоа безбедностите закани, терористичките акти, сите заборавија на мигрантите. Сега сите се преокупирани само со Велика Британија. Тоа навистина и нас не вознемирува, затоа што сите наши граѓани, како своја цел, како цел во својот живот име да бидеме дел од тоа европско семејство. Но, ќе повторам, неопходни се промени на самата Европска Унија, потребно е лидерство, храброст и нов начин на носење на одлуки во вакви сложени услови. Во тек е третиот отворен јавен повик на Фондот за иновации и технолошки развој наменет за микро, мали и средни предпријатија со идеја за нов бизнис или модернизирање на постоечкиот. Ова е можност за 15 предпријатија да добијат по 30.000 евра. Трети јавен повик на Фондот за иновации за доделување на средства преку инструментите на фондот. Со формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија. Ова е наш веќе 11-ти информативен настан за мали и средни предпријатија. Покрај информативните настани, ако се сеќавате, спроведовме и во 2 турноса школа за иновации и за млади иновативци и предприемништво.
Изготвивме водич за инвестиции, изготвивме програма за поддршка на мали и средни предпријатија со акцијски план. И од регионалната комора на Македонија ги поддржуваат ваквите настани. Се со цел нашите компании да бидат благовремено известени за сите случувања и јавни повици од страна на државните институции, како и можностите за добивање на грантови овозможени за компаниите преку програмите на Европската Унија. За изработка на поквалитетни проекти и добивање на истите, денес компаниите и представниците на јавните институции се запознаваа подетално со процедурите за аплицирање. Се работи за отворен повик за микро, мали и средни предпријатија кои што имаат намера, односно имаат идеја да основаат бизнис или па да воведат нови елементи во својот бизнис на основа на иновативни проекти, значи на основа на развој, на иновации, на нов производ, услуга или процес. Фондот, буџетот на овој отворен јавен повик е доволен за поддршка на околу 15 нови предлог проекти. Секој предлог проект има можност да добие најмногу 30.000 евра за развој, за истражување развој, се до пласман на новиот производ на пазарот и тоа треба да изнесува максимум 80% од вкупниот буџет на проектот. Остатокот од буџетирањето, остатокот од буџетот, апликантите треба да се го покријат од сопствени средства. Но до сега имаме добиено предлог проекти доминантно од IT секторот, значи се работи за софтверски решенија воглавно, меѓутоа фондот покрива буквално ги покрива сите индустрии, значи подобни за аплицирање за компании кои што работат буквално од сите дејности. Освен овој поголемиот дел кој што е од ICT секторот, имаме поддржано компании за хардвер, значи делот на да речеме одредени во инженерството, во машинството, имаме во прехранбената индустрија. Инаку досега фондот преку претходните два јавни повика има поддржано вкупно 33 компании од повеќе градови на Македонија. Средствата за заинтересираните на третиот повик ќе бидат обезбедени од ИПАРТ програмата. Универзитетот Гоце Делчев потпиша договор за соработка со Врховниот суд на Република Македонија. Отворени се деновите на симулирано судење на Правниот факултет во Штип. Студентите на Правниот факултет на Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе имаат можност да учат од најдобрите судии од Врховниот суд во Република Македонија. Најголем дел од практичната настава студентите ќе имаат за време на деновите на симулативно судење, кои се одвиваат во специјално опремена судница на Правниот факултет. Односно учеството на судиите на Врховниот суд на Република Македонија ќе допринесе за подобрување на разбирањето на законот од страна на студентите, на оживотворувањето на законот, бидејќи она што студентите го учат на факултетот е само она што го пишува во законите. Меѓутоа, примената на законите можат да ја дознаат само доколку ја разбираат праксата која ние ќе им ја приближиме. Најмладиот и најбрзо растечки универзитет во земјава постојано работи на осовременување на наставниот процес, овозможувајќи им на студентите своето теоретско знаење да го надополнат со практично за полесно да се снајдат на пазарот на трудот, истакна ректорот Блажо Боев. И овој меморандум за соработка со Врховниот суд е во насока на тоа да Правниот факултет на студенти на Правниот факултет добијат можност, односно значајна можност и алатка да бидат присутни во нашите највисоки судски органи, во таа независна власт, кај што можат да учат, кај што можат да ги надоградуваат своите знаења, од друга страна да дојдат еминентни, да кажеме, судии, еминентни правници и од Врховниот суд и од другата, да кажеме, независна судска власт, да бидат присутни на универзитетот, да го пренесат нивното знаење, се со цел единствена цел да студентите добијат квалитетно образование, да не се срамат од своето образование и да утре можат полесно да се најдат во општеното заедница и општениот живот. Стратешко пределба на Универзитетот Гоце Делчев е да биде отворен за соработка со сите институции и во таа насока ќе продолжи понатаму да ја проширува соработката и со други институции и универзитети, не само од земјава, туку и од Европа и светот. Од инфраструктурните зафати во регионот, во Берово и Пехчево започнува изградбата на атмосферската канализациона мрежа. Денес и официјално стартува големиот проект за атмосферска и канализациона мрежа во Берово и дел од Пехчево. Капитален проект кој што чини околу 5,5 милиони евра, а со кој ќе се реши загадувањето на река Брегалница од отпадните води. Денес инволвираните страни одржаа работен состанок во општината и го одбележаа стартот на градежните активности.
Денеска конечно, после процедурите кои што се задолжено Министерството за финансии ги води заедно со Европската унија, а задолжено е Министерството за животна средина кое што ја користи пак ИПА програмата за регионален развој, компонентата за заштита на води и отпадни води. Овој дел во кој што е општина Берово вклучена во оваа компонента е во вредност инвестициска од негде над 5,5 милиони евра, во кој што е вклучено и градба на канализациона мрежа, но исто така е вклучен и надзорот, кој што е задолжен за овој проект. Се работи за проектот 24,8 км мрежа што ја се направи. Проектот е некаде во вредност од околу 4 милиони евра нето вредност и целата оваа работа ќе биде завршена за 15 месеци почнувајќи од денеска. Искрено се надеваме дека ќе помине све во најдобар ред. Целата мрежа ќе биде поврзана на главните колектори, кои што пак ќе водат до пречистителната станица за отпадни води во село Робово. Би сакал да напоменам дека општината покрај пречистителната станица која што ја има, ова ќе биде уште една поголема можност за тоа што се работи за рехабилитација и продолжување на постоечката канализациона мрежа, но вклучува и атмосферски води, така да дел од проблемите кои што ги имаат граѓаните по улиците во градот, па и со тесните цевки кои што се јавија, ќе бидат решени преку овој проект, но од особено значење затоа што во овој проект не е само општина Берово, тука е вклучена и општина Пехчево со еден главен колектор кој што води од Пехчево преку Чифлик во село Смоимирово. Во село Смоимирово имаме покривање на целокупната мрежа и примарна и секундарна и колектор. На Беровско езеро имаме неколку крака и во самиот град во Берово имаме и атмосферска и отпадни води. Исто така ќе биде вклучено и село Владимирово преку главен колектор кој што води до пречистителна станица во Берово. Финансиските средства се обезбедени преку Министерството за животна средина и просторно планирање од фондовите на ИПА програмата. Во коритото на река Отиња кај Кулите за 20 дена ќе биде направено мини езеро. Овој дел ќе биде дополнително хортикултурно уреден и ќе биде поставена урбана опрема каде ќе можат штипјани да уживаат во слободното време. Јавното предпријатие ИСАР заедно со општина Штип продолжува со хортикултурно уредување на горниот тек на Отиња во близина на управната зграда на предпријатието. Во оваа фаза на уредување предвидено е подигање на мала рекреативна акумулација која ќе биде во функција на пријатен престој на посетителите. Како што и сами можете да видите, веќе завршуваме со коритото на река Отиња, започнуваме со правење на најавеното езерце. Ова езерце ќе има за цел да ја прифаќа водата од река Отиња. Овде ќе биде поставена една мини браничка, односно ќе бидат поставени едни каскади кои што ќе зафаќаат целата вода, а потоа ќе се регулира водата во речното корито на река Отиња. Дополнително ќе се уредува и просторот околу новата акумулација. Значи тука ќе бидат поставени клупи за седење каде луѓето ќе може да седат, ќе има скалички за стигнат до езерото. Значи целата механизација од возен парк при јавното предпријатие ИСАР е вклучена во уредување на коритото на река Отиње. Липкирува секојдневно тука, камионите и тракторите носат мил кој треба 2-3 дена пред акцијата која се одвива за разбавување на речното корито на река Отиње. Со овој проект предвидено е во услови кога Отиња ќе нема вода, езерцето да се надополнува со вода од бунар кој ќе биде изграден во коритото на реката. Следи приказна за семејството Петрови од Карбинци, познати производители на органско градинарско производство. Велат дека нема проблем за пласманот на производите кои имаат висок квалитет. Градинарството е семејна традиција на Петрови од Карбинци. Тие повеќе од 40 години произведуваат квалитетни градинарски производи по кои се познати на штипскиот пазар. Продадеме го, се ше однесеме, продадеме го кој го разбира производството. Дојди си зиме биде еднашка, сите едноставно викат посладок пипер нема од вашиот. Тајната на успехот меѓу другото е во начинот на производството и изборот на семенскиот материјал. Семе производството не е здраво. Кога го насадуваме само со арско ѓубре, инако ѓубре не ставаме. 3,15 кога предсадењето се става, инако не ставаме, покриено ни убаво. Семето ни е домашно. Јас тоа како сум постанала 40 години, наши семи сини не купуваме. Домашно семи ние не купуваме. Целокупното производство го остваруваат на површина од 2 декари под пластеници и подотворено во зависност од сезоната со сопствено наводнување. Некој можеби ќе рече дека лесно се печелат парите од ова производство,
но Мица Петрова вели не. Тешко е. А ти кажам, тешко е, ама мора нешто да се занимава некој со нешто. Работа има. Работа има и многу работа. Ако се трудиш и ќе искараш нешто, ако не се трудиш без работа, не бива ништо. На крајот, кога ќе се собере се и одземе, колку Петрови се задоволни од она што го сработиле и спечалиле? Куќа имаме, коле имаме, трактори имаме, куќи на двајцата синове по 2 спрата си имат, коли имат и таи. Средени, наместени си децата, работиме за тоа. И вие сте задоволни? И ние сме задоволни, деца со нас и работат, они со нас, ние со ние и така. Во последните неколку години, пластиничкото производство во Штипска и Карбинска општина е во подем. Се подигаат нови површини, во него се вклучени невработени и оние на кои оваа работа им е дополнителна. Градинарското производство го помага и државата, но сепак има простор за дополнителен ангажман, посебно во делот на откупот и пласманот на овие производи. Вредните производители во овој регион покажуваат дека освен Струмичко и во Штипско има погодни климатски и почвени услови за квалитетно производство. Општина Штип објави дека го дава под закуп хотелот Гарни за период од 10 години. Почетната цена за јавното наддавање изнесува 37.000 динари месечно. Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица, кои што ги исполнуваат условите. Објавата трае до 8 јули, а јавното електронско наддавање ќе се изврши на 14 јули во 10 часот. Во присуство на амбасадорот на Република Чешка во Македонија Мирослав Рамеш и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, синоќа во фоајето на Домот на културата Ацо Шопов беше прогласен почетокот на годинишното издание на Штипско културно лето. Вечерва Штипско културно лето нуди 2 театарски представи. Првиот од 30 настани од областа на културата кои ќе се случуваат до 28 јули во рамките на 31-то издание на Штипско културно лето беше изложба на фотографии од замоци, дворци и споменици на УНЕСКО во Република Чешка. За градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, изложбата на фотографии, замоци, дворци и споменици на УНЕСКО во Република Чешка значи почеток на понатамошна соработка помеѓу општина Штип и Чешката република. Ова историја во Чешка е стварана со векови и луѓето ја зачувале и ја негуваат и луѓето уживаат во тие убавини. Верувам дека и штипјани овие денови ќе уживаат во сето ова. Желбата им е да нашите институции од нашиот град се сродат со институции од градови во Република Чешка, да размениме мислења и искуства, да ги размениме нашите културни вредности. Чешка има со што да се пофали во однос на историското наследство, а идејата оваа изложба да биде прикажана во Штип е затоа што станува збор за убав и оптимистичен град, истакна амбасадорот на Република Чешка, неговата екселенција Мирослав Рамеш. Зато се мислим за на почеток вашeg лета е тоа јако занимливо и за младе главно, за младе да би погледали, а можна е тоа и промоција Чешке да би дошли у Чешку Республику погледали, затоа што ове што смо показали не е све. Амбасадорот Рамеш го посетил Штип во неколку наврати, но немал можност да се запознае со културно-историските споменици со кои изобилува овој град, но истакна дека повторно ќе дојде само за таа намена. Сеќам се да сам бил прije 2 години дана, исто смо имали изложбу, не знам баш толико општину, але мислим да морам дојти још еден пут да би сам погледал. Јас сам бил овде у зиме, а зиме то не е видно, е брзо е тма, ништо не е видно, але сега сам погледал да е то лепо, природа, околиште, тоа е супер. Штипско културно лето продолжува вечерва со 2 театарски представи. Детската Глувци и мачки на опачки, која заинтересираните ќе може да ја гледаат во Дом на млади со почеток во 20 часот, а во 21 часот на сцената на Штипскиот народен театар ќе гостува актерската екипа од Народниот театар од Струмица со представата Мурлин Морло. За време на рамазанските пости, кои траат 1 месец до 5 јули, муслиманските верници се посветуваат на пост, молитва и милосредие. Во џамијата во Кочани се одржа рамазанска молитва и ифтар, за која се собираат голем број муслимански верници на заедничка молитва и вечера. Рамазан е исламски празник кој трае во текот на целиот 9 месец од исламскиот календар. Се верува дека во текот на тој месец светата книга Куренот му бил откриен на архангелот Гаврил, кој потоа му го пренел на пророкот Мухамед. Рамазан е време на пост,
молитва, солидарност и милосрдие, во кој муслиманските верници целодневно се воздражуваат од конзумирање храна, цигари, алкохол, но и од лоши мисли, идеи и дела. Еден од најважните настани во текот на овој месец е постењето. Постот почнува со изгрејсонце суфур и трае до зајдисонце ифтар. Јадење и пиење се дозволени во текот на ноќта. Од постот се ослободени децата, бремените жени, доилки и болните. Во Кочанската џамија се одржа заедничка молитва и ифтар по повод рамазанскиот пост кој трае еден месец. Денес ние петочна молитва имаме, секој пат имаме. Денот ние сега се молиме еден хаир ден е, каде што извршуваме петочна молитва, берекетен ден е, каде што Господ ни помага. Рамазанските постини се сега и кој што со тие пости стануваме поблиску до Аллах Джелешану, каде сите молитви ни ги прима Аллах Джелешану, и со тоа ги почнуваме постите. Помеѓу богатите и помеѓу сиромасите, постите представува еден мост на еднаквост. Како ќе биде да постачите да постат и молитва да чинат, додека богатите исто да им помагаат на постачите, на посиромашните, со тоа што ние приредуваме тука секоја вечер приредуваме ифтар софра, некаде се собират од 150 луѓе, од прилика јадење им се припрема. Biz ona çok teşekkür ediyoruz. Рамазан е време на обожување на Бог. Муслиманите треба да посветат повеќе време и внимание врз следењето на исламските учења и да избегнуваат лоши мисли и нерелигиозни разговори, додава оџата. По 30-дневниот рамазански пост следува 3-дневен рамазански бајрам, кој се смета за голем празник во исламот. Пред вестите од светот, Крим и билтен на секторот за внатрешни работи Штип. Поднесена е кривична пријава против 41 годишна извршителка со иницијали СМ од Штип, поради сомнение за несовесно работење во службата од Законот за извршување. Во март и април минатата година во 2 наврати пријавената во извршна постапка за наплата на долг, наместо присилно наплатените парични средства директно да ги исплати на трансакционите сметки на доверителите, истата врз основа на адвокатско полномошно ги исплатила на трансакционата сметка на адвокатот НН од Штип. Со ова таа му овозможила на адвокатот да се стекне со противправна имотна корист во износ од скоро 200.000 денари. Британците на вчерашниот референдум се изјаснија за напуштање на Европската Унија, објави утрово BBC. Според се уште нецелосните резултати од пребројувањето на гласовите за излез на Велика Британија од Унијата се изјасниле 51,8% од гласачите. Во овој збир во кој не достигаат резултатите од уште 5 изборни окрузи, приврзаниците на напуштањето на Унијата се за околу 1,1 милион повеќе бројни од оние што се изјасниле за останување на земјава во Унијата. Одзивот на референдумот бил 67,3%. Во исто време британската фунта падна на најниско ниво во однос на доларот во последниве 30 години. Тоа според новинската агенција Associated Press е поради шансите на референдумот да биде изгласано Британија да си оди од Унијата. Екстремните десничари во земјите членки на Европската Унија веќе се јавија со своји коментари подржувајќи го Брекзит со предлози за излез и на нивните земји. Премиерот на Велика Британија Девид Камерон е соочен со неизвестна иднина. Последиците за Велика Британија се тешко проценливи. Европската Унија е исправена пред најголемата криза во својата историја. Како последица на високите температури на воздухот во последниве денови во Романија починаа 13 лица. Службата за итната медицинска помош соопшти дека само вчера починале 8 лица во округот Васлој и 2 во округот Јаш. Поголемиот број од починатите биле земјоделски работници. Метеоролозите предупредуваат дека в сабота и недела топлотниот бранд ќе зафати 11 окрузи во југозападниот дел на Романија. Се очекуваат температури до 35 степени, а индексот на влажноста ќе го помине критичниот праг од 80 единици. 2 лица загинаа, 12 други се ранети синоќа при експлозија на автомобил бомба пред полициската станица во градот Јомерли, во турскиот југоисточен округ Мардин.
Како што јави турската државна телевизија, тројца од повредените при нападот за кој осомничена курдската работничка партија се војници. Од експлозијата се создала огромна дупка на патот и нанесена огромна штета и врз зградата на полицијата и околните објекти. Полицијата започна потрага за напаѓачите. Излегувањето на Велика Британија од Европската Унија, односно Брекзит, ќе му направи проблем на Реал Мадрид, бидејќи веднаш штом се случи тоа, еден од главните играчи во тимот, Герет Бейл, ќе стане странец. Реал има намера да го ангажира Бейл до 2023 година. Во моментов, европската легислатива им дозволува на жителите од Европската Унија не само без проблеми да ги минуваат границите на членките, туку и да остануваат до 3 месеци без никакво пријавување. За подолг период потребна е работна дозвола. После Брекзит нејасна е еднината на британците во границите на Европската Унија и затоа веројатно ќе следуваат преговори помеѓу Брисел и Лондон. Реал Мадрид во моментов ја има пополнето квотата од тројца странци со Хамес Родригес, Данило и Каземиро, а тие во блиска иднина не можат да добијат шпански пасош бидејќи не живеат барем 5 години во оваа држава. Сега кога Велика Британија излегува од Европската Унија, веројатно еден од нив ќе биде продаден за да се отвори место за Бейл. Ова беа сите содржини за централното издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна петочна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.